Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. На првомајскиот ден на трудот, некои си останаа дома, други празнуваа така што ги наполнија излетничките места и паркови, крај реки и езера на планини во села и градови. Се релаксираа луѓето со дружење, музика, распалена скара и детски джагор, понекаде и со оромераклиско крај првомајската софра, искористувајќи го убавото пролетно време. Некои заминаа во странство, а други си правеа своји шеми. Препон со домашни и странски гости беше македонскиот Ерусалим Охрид, а многу посетени беа и Струга, Преспа, Дојран, Маврово, Скопје, значи голема беше раздвиженоста ширум наша Македонија. Сојузот на синдикатите на 1 мај организираше протест пред собранието и владата во Скопје и побараа минималната плата во републикава да се зголемела на 500 евра, а сите други за 100 евра. Се бара достоинствена плата за достоинствена работа. На денот на трудот и самостојниот синдикат на новинарите потсети за потребата од подобрување на условите за работа и зголемени навремени плати. Според аршините на Репортери без граници, од 180 држави на списокот, Македонија е на 42 место според слободата на медиумите, што е став за анализа. За таквата оценка какво било влијанието на ширењето лажни вести и дезинформации. На светската изложба Експо 2025 година во јапонскиот град Осака беше одбележан Националниот ден на Република Македонија. На павилјонот на нашава земја, во присуство и на владина делегација и на многобројни посетители, беа промовирани македонските културни, историски, економски и туристички богатства и потенцијали, но и македонското гостопримство. Беше потврдена македонско-јапонската билатерална соработка и можностите за нејзиното збогатување и проширување. Топло беше поздравен од присутните настапот на најпознатиот наш ансамбл за народни игри и песни танец. Значи многу ефектно беше одбележан Националниот ден на Македонија во Осака, Јапонија. А на Конгресот на Европската народна партија, кој се одржа во Валенција, Шпанија, во обраќањето премиерот Кристијан Мицкоски укажа дека Македонија на патот кон Европската Унија направи многу реформи и жртви и пак 20 години остана пред вратите на Унијата и се воведуваат дополнителни разни барања како за никој друг, па се намалува довербата на македонците во Европската Унија, бидејќи тие заслужуваат фер однос, почит и третман, порача премиерот. Известувачите на Советот на Европа кои престојуваа во Република Македонија и има повеќе средби и разговори, ја пофалија нашава земја, задоволни од демократскиот напредок кој бил постигнат и колку права имаат малцинствата кај нас. Забелешките им се за политизацијата на судството, за распространетата корупција и поради недостиг на ефикасни мерки за борба против овие проблеми. Известувачите на Советот на Европа целосно ја поддржуваат кандидатурата на Македонија за членство во Европската Унија, ама да се најдело начин за вклучување на бугарите во нашиот устав, иако се знае ставот на македонската власт околу ова уцена од Софија. Не е Македонија тажна приказна на Балканот, како што кажа Европската комесарка за проширување на Унијата Марта Кос, туку Република Македонија е вистинска приказна на гордоста и отпорот на Балканот. Дали ќе беше среќна приказна ако би прифатела она со што се уценува нашава земја, да внесела бугари во македонскиот устав,
а потоа би следеле до неа нови и нови барања. Македонскиот народ ја испишува и покрај сите притисоци својата македонска приказна на жилавост, принципиелност и невиткањето кичма. Продолжуваме со вестите. На последното испраќање на неговата светост, римокатоличкиот поглавар Франциск од Македонија присуствуваше председателката на државава Гордана Силјановска-Давкова. Таа рече дека папата Франциск не охрабри нас македонците да обстоиме на својот посебен историски, национален и културен пат, неразделен од европскиот, притоа изразувајќи ни разбирање, симпатија и поддршка. Делата на папата Франциск одговараа совршено на неговите зборови и ставови, каже председателката Силјановска, која во Рим се поздрави со председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и со други државници и представници кои присуствуваа на погребот на римокатоличкиот поглавар. А што се однесува до економијата и финансиите, јавниот и државниот долг на нашава земја биле најниски во последните 5 години и се очекува да продолжи да се намалуваат. Очекувањата се да се симни под 45%. Македонија има бруто домашен производ од 17 милиарди и се очекува да стаса до 20 милиарди долари. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека во наредните месеци ќе имало убави вести за нашата економија и за македонскиот народ и сите што живеат во републикава. Индустриското производство во март имало порас од 5,2%. Нашава земја привлекува нови инвестиции во туризмот, здравството, патиштата и енергетиката. Во март индустриското производство имало порас од 5,2%. Досега забрзано се работи на новите автопатни делници низ републикава. Се очекува прв да бил завршен и тоа до летната туристичка сезона, автопатот Кичево-Охрид, а следен ке бил автопатот Прилеп-Битола. Според една најнова анкета за рейтинзите на политичките партии и нивните лидери, за ВМРО се изјасниле 51%, за лидерот Христијан Мицкоски 25,4%, и тоа е во убедливо водство, а за СДСМ гласале 11% од испитаниците, додека за Венко Филипче 3,6%. Родителите на настраданите млади луѓе во огнениот пекол во дискотеката во Кочани, покрај маршевите во тој град, протест организираа и во Скопје и повикаа на одговорност за сите оние кои се виновни за трагедијата, кога во салата каде што се одржувал концерт имало 650 присутни и пожарот уби 62 лица, а околу 200 беа повредени. Родителите на настраданите со фотографии од нивните најмили од тие несрекни момчиња и девојки отидоа пред јавното обвинителство и имаа средба со обвинителите кои ги водат предметите, испитувајќи ја оваа трагедија. Се сретнаа и со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој рече дека правда мора да има. Ја разбира болката и тагата на родителите и истрагата е во тек, па досега биле осомничени 70 луѓе и никој виновен немало да биде поштеден. Значи истрагата се очекувало да заврши до 17 јуни. Осумина од повредените во огнениот хаос во Кочани се враќаат во Македонија од лекувањето во Турција, Бугарија и Словенија, па во странство остануваат уште 18 повредени. Дел од тие кои се вратија во изминатово време веќе започнаа рехабилитација во болницата во Кочани. Од опозицијската СДСМ ја обвинија власта дека нејзините министри поарчиле 30.000 евра во скапи скопски ресторани во 4 месеци од оваа година и дека оваа власт немала врска со народот, па расипништво продолжувало како што рекоот опозицијата. Одма владата ги демантираше наводите на СДСМ за расипничко арчење, бидејќи трошоците биле на бифињата кои се во министерствата и нив ги користат вработените, а не министрите. И вработените сами си ги плаќаат сметките, тие не се натовар на буџетот. Во изминатите години баш министри од СДСМ арчеле огромни пари за скапи луксузи, кога со владини авиони оделе до Ниш или Солун за шопинг и така натамо. Му ја запалиле куќата во Скопско Орешани на директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов. Тој изрази сомневање дека затвореници или банди во затворите, кои се под негово управување, со скапо платен мобилен телефон што го добиле тајно зад решетки, го нарачале палењето на неговата куќа.
и дека тоа било одмазда за борбата со затворскиот криминал, што Пандов ја почна откако е назначен на тоа директорско место. Во Пукотници, во близина на полициската станица Битпазар во Скопје, двајца со мотор со повеќе куршуми го убиле 30-годишниот Сулеман од селото Рачиново, инаку син на поранешен командант на терористичката ОНА. Двајца пријатели од Пробишти потишле на риболов во Злетовска река, но едниот починал. Некои шверцери останале со куси ракави. Царински службеници заплениле милионски накит од злато, сребро, потоа пари, облека, лаптопови и други вредни предмети. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата долгогодишна, исклучително важна и незаменлива мисија и улога во афирмирањето на македонското име, македонскиот јазик, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Еве благодарени и на разбирањето, на помошта и добрата волја на Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алеки Димитар. Уште неколку информации. Галичката свадба е долгогодишна надалеку позната традиција и атракција, која секое лето на празникот Петровден се одржува во високото печалбрско село Галичник. На годинашнава свадба зет ке биде Јован Филиповски со галички корени, а невестата е Лиљана Михајловска. Под сенката на Бистра планина и летово ќе грмнат зурли и тапани, ке има многу сватови, гости и туристи, ке има песни, ора и веселба. Младоженците Лиљана и Јован ке се венчаат во црквата Свети Петар и Павле во Галичник. Местната заедница од селото ги поздрави младите со пораката да се кердосаат, од небо да им врне, од земја да им никне, а Ирлија Галичка свадба 2025. Огромен успех на македонскиот ракометен клуб Алкалоид од Скопје. По победата и дома и во гости над норвешкиот клуб Рунар, нашите момци се пласираа во финалето на Европскиот куп. Тоа се случува после цели 23 години, кога Еврофарм Пелистер играше во финалето, а сега ете во мај, Алкалоид ке ги брани боите на Македонија. И на крајот за времето, деновиве имаме пријатно време, главно сончево и топло до 27 степени. Викендов ке било потопло, како рано лето во мај. Значи ке биде сончево, само понекаде било можно да заврни. Температурите ке се до 28 степени. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија за радиопрограма во Македонско, која над половина век се емитува во Соединетите Американски држави. Драги слушатели и пријатели, драги брајка и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител, познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам, Фиданка Танаскова ви пожелува да имате тоа што вие ќе посакате. Мислев
4. мај 1903 Баница. 4. мај 2025 година македонска диаспора. 122 години од смртта на македонскиот револуционер, идеолог, апостол и учител Гоце Делчев. По повод неговата смрт, Оро Македонско припрема еден мал прилог, сакајќи да му се одолжи за неговото дело. Ти обеќавме ќе го продолжиме твоето дело, но што фајде кога изродите го распродадоа името за кое ти се бореше? Едино остана твојот споменик во црквата Свети Спас, каде ти спиеш мирно и дали ти спиеш мирно во оваа време на невреме. Следува монодрама за смртта на Гоце, чиј автор е мојата маленкост, а ликот мајката на Гоце игра Марија Младеновска. Илинден е Македонија, Гоце е Македонија. Ме поздравувам со мојата монодрама Смртта на Гоце. Така му било пишано гробо да си го сони. Срце го клукна прогуба, стегајќи гнев тупаница. О, Македонио, покрвава за уште една рана. Баница, побогати сме сега со уште една смрт и пресен Гоцев гроб. Ах, Гоце, сина мајка, крени се, Гоце војвода, доста си трпил неправди. Тебе те чека гората, тебе те чека полето, на ниви мачни селани, клетите робје зандани, крени се, сину народен, поведи народ поробен. Плачи. О, ти стара мајко, има и зошто да плачиш. Ти загуби син со јуначко срце, а Македонија го загуби својот апостол. Барекчијата падна, но бајракот се вее. Добро утро, Гоце. Гоце, јас, твојата мајка и твојата сестра дојдовме да го посетиме твојот вечен дом. И оваа свежо цвеќе зборува колку многу не ни достасуваш за изминатите 121 година. Кажи ми, Гоце, каде застана со твоето патриотско дело? Кажи ми, Гоце, од каде да го продолжам твоето започнато, а недозавршено револуционерно дело? Кажи ми, Гоце, каква Македонија ти се вртеше во твојата глава? Главата ја стави в торба, сакајќи со животот смртта да ја победиш. Сакаше еден ден Македонија да види цела и обедината. Гоце, во средата на 8 мај оваа лето господово, Македонија на своите избори се ослободи од предавниците кои те правеа дека си бугарин. Ти обеќаваме со новата влада на ВМРО, твојот аманет ќе го продолжиме. Бог да те прости и спи мирно. Чекај, ова е сон или јаве? Јас зборувам? Не, јас не зборувам. Свети Климентовата, Свети Кирил Методиовата, Гоцевата, Чентовата, Бошковата крв течи во моите вени. Клокоти, рика, ги пара моите гради и ме тера да плачам како дете. И ме тера силно на глас да викнам:
Вие сте мојот македонски народ. Јас друг народ по вера и крв немам. Вие ми припаѓате мене, а јас ви припаѓам вам. Благодарам. Тоше Пројавски со внуката на Гоце Делчев. Да слушниме. Како сте? Мило ми е да се сретнам со уште едно добро дете на Македонија. И мене ми е чест да сум денес со вас. Ве следех и кога бехте во Турција. И секога кога имам можност, јас ве следам и би се радувам. И сакам Македонија да раѓа уште многу таквија деца и да знаат дека се потомци на Гоце, на Карешци, на славните луѓе на Македонија. Чест ми е тоа што сум нивен потомок, дефинитивно се гордеам на тоа. А денес посебно се чувствувам со оглед на тоа што духот него го имам поблиску со ваша помош. Видите ми жив и здрав. И вие уште долги години прославите ја Македонија, заслужава Македонија за сите жртви што ги дала, па нека биде слободна навеки. Апсолутно, нека биде слободна. Многу ми е чест тоа што сум денес овде со вас и сигурен сум дека како Гоце, може би поретко, ама се разбира дека се уште има такви патриоти за Македонија кои ќе ја донесат на прав пат. Така, на стари години имахме јас чест да бидам гостин на славното Крушево, па фала на Богу што ми ги даде тие години, да не си идам од тој свет, да не видам го убавото Крушево. Слободно од него. Точно. Драго ми е. Еве ви мал поклон. Јас можам да ви дадам поклон со песна. Ова ви е за мал дочек овде во Крушево. Најубавата македонска песна Зајди, зајди. Нека ви заблагодари Македонија. Еве сега ќе ви запеам на кратко. Зајди, зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јасна месечино, зајди Мијачки. Кај се помаците, кај се ветроса, кај се егејците, кај се витоса. Ој Македонио, распослана од Узбекистан до Анадолија, Канада и Австралија, од Балтик до Карпатите, до Немајкаде, до Глувчина дупка, до канцелариите на бирократите. Ој Македонио, не пати за патакос, многу што уште ќе доживееме. Ој Македонио, пушти го родот нека се растура, не баре семето хамово, не баре проколнатици. Живите треба да живеат, мртвите ќе починуваат, а безработните ќе трагаат по работа. Ој Македонио, науми почит кон мртвите, збери ги коските на своите закубеници, коските мисирковите, коските цепенковите, коските Ѓорче Петровите. Прибери ги во Скопје, покрај Гоцевите, покрај најсветите, и крени крај нив паметник на неродениот македонец. Ој Македонио, уште колку ли ни треба за да те домакедончиме? Гане Тодоровски. По повод 122 години од смртта на Гоце, нашиот радиопрограм заедно со нашите спонзори испраќаме длабоко сочувство, Бог да го прости нашиот идеолог Гоце, кој светот го разбираше како културно поле каде народите треба да се надпреваруваат, а не да се мразат.
Воедно од името на нашата радиопрограма и од името на нашите спонзори сакаме да му го честитаме 70-тиот роден ден на нашиот поглавар на Македонската црква Охридска архиепископија, негово блаженство господин Стефан, кој е роден на 1 мај 1955 година во село Добрушево, Битолско. Целиот живот го вгради во црквата македонска. Цели 25 години е начело на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Му посакуваме уште долг и правилно да раководи со словото на Божјата вистина. И да ни ги одземат историјата и културата, одавна сме научени и како народ и како црква. Оттаму во таа смисла нема ништо многу злачонцево. Но она што е нов елемент и што е далеку позастрашувачко е тоа што во последниот период ние не само што бидуваме негирани однадвор, туку и самите се самонегираме, самоодрекувајќи се од столбовите на нашиот идентитет. Една народна мудрост вели: тажно е кога волкот ќе ги нападне овците, но уште многу пострашно и потажно е кога нив ќе ги нападне жртвенинецот, кога ќе се одолчи оној чијашто улога е да ги заштитува паствата од волците. И тажно беше кога однадвор други не негираа, заставувајќи ги своите интереси, но неспоредливо потажно е кога самите однатре се негираме, заставувајќи други интереси како своји. Да ни го негират правото на постоење и да ни ги одземат историјата и културата, одавна сме научени и како народ и како црква. Тоа беше прилог од поглаварот, господин Стефан. На многу лета дедо Владика. По повод 122 години од смртта на Гоце Делчев и 25 години од изборот на поглаварот на негово блаженство господин Стефан, спонзори на денешната програма се Wilbur Kia Ford Motor Company и менаџерот Менде Талевски. Партнерите Алек и Димитар, собственици на Truck Partner Infinity, Truck Sales, Little Caesar Pizza и фамилијата Илич. Заболекарите доктор Луи и доктор Кристофер Хецес со целиот свој персонал. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Атанасовски, идниот Кинг Ѓорџ заедно со братот Јосиф. Крамер Џулери Стор, браќата Ѓорџ и Енди. Колку е близко телефонот, толку е близко Мак Travel Agency и Лили Марковиќ. Погребалните куќи Менџик Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро и Весна Трајчевски First Development од Далас, Тексас. Сите заедно на
македонскиот идеолог, учител Гоце Делчев сака да му речат Бог да го прости и вечна памја, додека на поглаварот на Македонската црква, негово блаженство Господин Стефан, му го честитаат 70-тиот роден ден. Of Sloveni, a word with deep historical roots dating back to the Apostle Paul, who baptized the first Christian convert in Europe. This event, documented in the New Testament, Acts 16:14-15, marked the beginning of Christianity in the region and established a lasting identity that resonated with the Macedonian people. The term Sloveni, or Slavs, derives from Slovo, meaning word or speech in Old Slavonic, and specifically referred to those who accepted Christianity, the Word of God. The first European convert was Lydia, a woman from Macedonia, who received the Word of God, thereby embracing Christianity. From that point, anyone who accepted the Slovo of God became known as a Sloven. Many Macedonians converted early on through the Apostle Paul's mission in the first century, as recorded in Acts of the Bible. This adoption of Christianity fostered a new cultural and linguistic unity, strengthening social structures, art, and literature among Slavic people, and forming a cohesive community grounded in faith. However, Greek sources later modified these terms through translation. In the 5th century, a migrating tribe was known as the Sclaveni, or Sclaveni in Latin texts. Greek translators subsequently altered Sclaveni to Sloveni, and in more recent translations, it appears as Sloveni. Early church fathers like St. Jerome acknowledged Christian communities in Macedonia, indicating they were known as Sloveni before later migrations. Historically, Sclaveni and Sloveni referred to two distinct groups. Before Christianity, Macedonians called themselves Sclaveni, reflecting their belief in multiple gods. After converting to Christianity, however, they adopted the name Sloveni, marking a significant cultural and religious transformation. When new tribes migrated to the Balkans in the 5th and 6th centuries, local Macedonians labeled them as Sclaveni because these tribes had also practiced polytheism, worshiping multiple gods. During this period, historians Procopius, Jordanes, and Theophylax Simocata referred to these tribes as Sclaveni and Sclaveni, but never as Sloveni, marking a time of cultural and demographic change in the region. Importantly, though, Sclaveni has no etymological link to Sloveni, which describes later Christianized Slavic populations. The Byzantine historian Jordanes, in his work Getica, discusses these migrations and their pagan practices. The Christianization of Macedonians was crucial in shaping a Slavic Orthodox Christian identity that spread across Eastern Europe. For 837 AD, Macedonia was also home to the Sclaveni, especially around Byzantine centers like Solun-Niphon, which served as a hub for Macedonian Christians. Christian Romans speaking a Koine Macedonian dialect, differentiating them from the Sclaveni. The term Varvari was indeed used by the Byzantines to refer to non-Koine speakers or groups considered outsiders. While Barbari is commonly recognized as the Greek term, references to Varvari, a Macedonian word used even today, suggest a more localized application,
particularly concerning certain groups or regions. This distinction indicates that the Macedonians had a significant influence during Byzantine times, possibly more so than the Greeks, whose existence and cultural impact during this period remain uncertain. The use of Varvary illustrates how the Macedonians maintained their identity and cultural presence, highlighting their importance in the historical narrative of the region. The 9th century was pivotal when Byzantine missionaries Saint Cyril and Saint Methodius began the Slovanization of Sclavini tribes migrating into the Balkans. Cyril created the Glagolitic script, which later evolved into Cyrillic, to translate the Bible and make Christian teachings accessible in Slavic, the Old Church language. This mission fostered a shared cultural heritage among Slavic communities. It represented an evolution of the Koine language, which, like the Old Church Slavic language, played a crucial role in uniting communities through written communication and religious teachings. This connection is especially important for the Macedonian people, because the Greek story of Koine ends in the 8th century without any clear reason, just as the Slavic language began to rise. Both Koine and Old Church Slavic use similar scripts, showing how their histories are linked. While Greek history faded during this time, the Slavic language thrived, leaving little evidence of continued use of Koine. Historian Stjepan Antoljak notes that after 837 AD, Byzantine records no longer mention the Sclavini in Macedonia, suggesting their full integration into the Christian Byzantine Empire. This disappearance indicates that the Sclavini and Sloveni were not the same. If Sclavini meant the same as Sloveni, they would still appear in records. This change suggests that the Christianized Macedonians already had a unique identity even before the major Sclavini migrations. The term Slovanization describes how these previously polytheistic tribes gradually became Christians, aligning their culture with Byzantine Christianity. Through shared writings and religious texts, early Macedonian Christians helped establish a unified Slavic heritage, linking Eastern European communities through a common language and faith, a legacy that remains in the Slavic Orthodox Christian world today. This legacy continues to shape cultural identities in the region, emphasizing that Sloveni, or Slavic, represents a faith-based and cultural identity, not simply an ethnic or a tribal term. In summary, the Slovanization process in the 9th century highlights that the term Slavic is rooted in the spread of Christianity rather than tribal migration. Why would Slovanization begin in the 9th century if the tribes had arrived in the 5th century? This logical inconsistency suggests that the term Sloveni was not used for migrating tribes, but represents the unifying Christian identity that emerged among these communities through the spread of faith and culture. True Christians should always stand for the truth. Thank you for watching. Keep following to uncover more of the Macedonian truth. Stay tuned, and let's continue this journey together. I od bistra
Македонска поезија. Нема поубава живеачка од она која носи лесна смрт. Оти велат дека како си живел, така и од овој свет ќе си заминеш. Та некои со песна одат, со светлина околу себе, која насмев и мами. Оти знаат дека и по смртта живи во туги срца ке се. А други пак, има и такви кои со стисната душа одат, кои долго од земјава се одлепуваат, како удолу да ги влечи, како за гуша фатени, та ни ваму ни таму се. Била душата испоганета, та тежи и не дава в небо да се виднат. Пограда живеачка нема и од она која го држи човек. Да се радува на алтани и на силата своја за солзи да предизвика. На зборот сабија кој сечи полошо од сите сечила, која полна зависте и стиснати усни, од кој убав збор не излегува. Та колку и да си виде лошо од таквите, жал да те фати за нив. Оти тие, нити на животот се насмеале, ниту пак на смртта заплакале. Тие како камен во срцата станале. Та не си да им се лутиш, ниту сеир да им фаќаш, туку само грев да ти е. Оти сиот живот попусто им заминал. Нема пубава живеачка во која љубов цутела и од која љубов расцутила, која ко плодна земја плодови дала, за убос на правнуци да остави и од неа презимето со светлина да остани. Нема да има пубава живеачка од онаа која скромен човек ја има. Та од едно парче леп 3 ке стори, и 3 усти ке нарани, 3 души ке наполни, како што во молитвите, како за Отецот, Синот и Светиот Дух, како за Амин, во кој љубов се раѓа. Ана Бунтевска. Јас сум Левко Блажевски, естраден уметник, што ја изведувам песната За љубојно. А вие ќе слушате програмата на Македонска, Оро Македонска. Ајде, и овој се шегна. Jelena, јасо, таля. Па ја гледам дека си ти тала, брат, ама ко да не си со сите? Па, не се свите дојде, ние, ама јас, еве, веќе почнал. Шо ти е, бе, брат? Зашо си ваков? Сум се пријавил на овој семинарот. Каков семинар, бе? Ти за на маскенбол си се пријавил. За транспорт. Па, јас сакам да учествувам. Тома со фустанчево, шо правиме? Зашо го носиш? Газда најм рече дека таа ќе требало за семинарот. Океј, ако си решил да го носиш, океј. Ајај, жити мене, ајди горе бар тоа шумата на нозе да ти издепилира, може? А тоа боли? Не. Боли, бе, брат, боли. Ти шо мислеше, лесна да си жена? Мене ме болуше поише од ова за да сум уба. Па и не си до толку убава колку што боли. Сакаш стана да се депилираш? Од најубава си, Елена. Тоа кажи ми, бе. Што рече? Што рече? Најубава си. Нема, више нема. Коркачен, бе, и ти си видел некој маж. Добро вам иде. Одабрали сте добру боју. Баш оно што упада у очи. Фала ти, мене овај газда најм ми го поклони. Мислила сам на тоалет. И сте го веќе активирали? Не, одам да најдам некој монтажер. Сигурно има некој го ресен.
плаши, бре. Ова се извинува што го плашив госпојице. Ја не сум господица. Ти не си ни ти, море, не сагламеде. Не сум ти, јас сум Зи. Бре, Зи, а? Што си вака облечен ко француска соларица, кажи ми ти види? Јас сум рецепционер, ама кога ќе ми заврши смената ќе одам на семинар. Оф, мене најде да ме мафтажен, море, како ти мина, как ми пак речи. Семинар за транспорт. За транспорт, море, вапер нема мене мине. Важно дава по 500 евра. Само треба да облечеш фустан. 500 евра? Тоа не е за вакансија, море. Ој телефон онде, ко споменик лан, што е? Тоа не е транс тоалет. Транс, а? Да не вие можда рок-н-рол туалет или турбофолк, што се вели, дан таму дан мукат цеца ражнатовите. Не, што виде како да ми смрди. Менаџерите не осакатија. Се множа скогајчиња, кохрици кајчиња, ама, пучка му мајчиња. Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско од Детройт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски-Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија, следете не во продолжение. Семејствата на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани денеска пред јавното обвинителство во Скопје повикаа на одговорност и побараа оставки од сите одговорни и формирање на експертска влада. Владимир Апостолов од име на семејствата рече дека за трагичната несреќа се виновни сите достигашни структури во државата. Сите да си дадете оставки, рече Апостолов. Наодговорни се јавното обвинителство на нашата држава и Министерството за внатрешни работи. Зошто? Просто причина. Јавно обвинителство. Дали еднаш има излегнато подопрен глас? Значи, обврска законска, обврска уставна. Дали еднаш има излегнато подопрен глас? Ни еднаш. Еве. Еве, гледате, снимајте си. И не се само овие 62 деца. Не се само овие 62 деца. Уште 170 до 200 деца се повредени.
доживотно останати, ќе останат инвалиди, физички, психички. Дел од семејствата влегува во зградата на јавното обвинителство, од каде вчера беше упатен повик за средба со државниот јавен обвинител и со обвинителите кои ги водат предметите за овој случај. Од јавното обвинителство семејствата на настраданите се упатија кон собранието, каде во тек беше интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Пред собрание беше побарано оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, а пратениците ги повикаа да излезат и да им дадат одговори на нивните прашања. Во собранието денеска се расправаше по интерпелацијата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поднесена од пратеничката група Левица поради тоа што според оваа партија министерот Тошковски несоодветно ја извршувал функцијата, постапувајќи неистручно, непрофесионално, несовесно и неодговорно поради што имало низа противзаконски действија, скандали и кадрови поместувања во МВР. Интерпелацијата ја образложи пратеникот од редовите на Левица, Сашко Јанчев, кој кажа дека интерпелацијата е базирана на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичната несреќа во Кочани, во која животот го загубија 62 лица, а близу 200 беа повредени. Аргумент за одговорност на министерот Панче Тошковски е тоа што фалсификат лиценцата за диско клубот е од време на неговото министерување. Особено сомнителен е моментот што во истрагата се вклучени речиси сите бивши функционери од Министерство за економија, Државен пазарен инспекторат и други органи, но симптоматично не се вклучени актуелните носители на функции од овие институции, вклучувајќи ги одговорните лица од МВР, со исклучок на бившиот градоначалник на Кочани. Во своето излагање, министерот Тошковски рече дека не се плаши од одговорностиот и останува на функцијата за да се соочи со вистината и да ги разјасни сите дилеми. Сакам да кажем дека истрагата се уште е во тек. Собрани се огромен број на докази до сега, истите се процесуирани до јавното обвинителство. Јавното обвинителство ќе постапува во насока на целосно расветлување на фактичката состојба и секој еден кој што има било каква одговорност и поврзано со кривично правниот настан ќе биде предмет на овие процесни действија. Но не можем да дозволам да се оцрнува секој еден полициски службеник. Не можем да дозволам секој еден професионалец во рамки на Министерството за внатрешни работи да биде оцрнет од страна на оние кои што очигледно дека не им мислат добро на Македонија. Господин Тошковски, вие сте 15 месеци веќе министер во Министерството за внатрешни работи и во овие 15 месеци Министерството за внатрешни работи го претворивте како комплетно нефункционално министерство, министерство со најголем број на скандали, каде што преовладуваа селективноста, неказнивоста и комплетно е нарушена безбедноста на граѓаните. Глас за интерпелација на министерот Панче Тошковски не е прашање политика, туку е прашање дали ќе ни ја биде државата, дали ќе има правда, безбедност и сигурност. Им се извинувам на сите македонски граѓани заради тоа што со текот на годините создале ваков капацитативен состав на пратеници кои што дрско, безобразно, манипулативно се обидува на македонските граѓани да им продаде приказна која што нажалост, како да кажем, нажалост, само ги тоне дополнително во она политичко мочуриште кој што сами го создадува. Еве така ќе почнем. Министре, не сте вие тука да се заблагодарувате на некого дека ви пријавил кривично дело. Вашата обврска по сила и закон и затоа ние цело време ви потенцираме дека не знаете на кој министерство сте вие министер на внатрешни работи. Не дека ви пријавил некој. Вие треба да одговарате да ги откривате тие кои што сторуваат кривични дела, а не да се заблагодарувате тука на СРСМ. Министерот ги отфрли сите обвинувања и нагласи дека МВР работи професионално, без селекција и по целосна координација со јавното обвинителство. Тука сме за минимална плата од 500 евра, помножена по коефициент за сложеност, затоа што 500 евра плата не е доволно, затоа што 2 минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство.
Ке дојдеме многу повеќе ако не ги зголемат платите. Бараме пристојна плата за пристојна работа. Истакна Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, пред владата каде што заврши првомајскиот протестен марш. Трендафилов од учесниците на протестот побара и на владата да и се сврти грб како и на собранието предходно, затоа што рече 4 месеци им вртат грб на работниците, се умилкуваат на газдите, си бараат владини синдикати, за да не ја зголемат платата. Не водат грижа за нас, за работниците. Ние работниците денеска дојдовме тука да им свртиме грб, да почувствуваат како изгледа да ви врти некој грб 4 месеци. 4 месеци да се бори против работниците, да не зголемува плати. 4 месеци да се бори против синдикатите, зашто бараат плати. 4 месеци да се бори против сите нас, против сите вас, за да не ни се зголемат платите, за тие да уживаат, а ние да преживуваме. Ве молам со едно големо уа да ги поздравиме затоа што и минатиот 1 мај баравме исто, овој бараме исто, следниот ќе бараме исто. Но што е различно? На минатиот 1 мај имавме друга влада во заминување, нова влада во доаѓање, која кога дојде водеше гриза само за бизнисот, само за олигарсите и само за газдите, на наша штета. Трпе Деановски од УПОС порача дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работниците, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади, не плашат нивните лаги и нивните пресконференции полни со манипулации. Ништо од тоа што го прават нема да не стопре, а ние ќе продолжиме понатаму. Затоа што бараме достоинствени плати за достоинствен живот. Нема да молчиме и нема да престанеме. И да не заборавиме. Има и такви што се нарекуваат синдикати, а денес не се со нас на улица. Се представуваат како глас на работникот, а се глас на власта. Не протестираат, не говорат и не мрдаат со прст, освен владата ако не им каже да мрдат. И нека не се китат со наши мери. Кога ниту преговарале, ниту протестирале, а сакаат да ни ја земат целата заслуга. Па и дека ни ја земат, нека им служи на чест. Нека потпишат они само работниците да добијат тоа што им следува. Подобри плати и подобар живот. Кристина Ампева од Гласен текстилец истакна дека, иако неколку синдикати учесници на протестот имаат различни гледишта, денеска се споени за иста цел и нема делби меѓу нив, а тоа е борбата за повисока плата. Денес не е ден во кој што протестираме, како што велат, против владата, туку денеска сакаме да им покажеме на функционерите, кои што од сите политички партии де факто, кои што зимаат 79% покачени плата, кои што зимаат платни трошоци, кои што зимаат разни додатоци, да им кажеме и да им укажеме дека не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволно. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно. Сите земји во регионот разбраа дека таа мизерна плата е тоа поради што се иселуваат младите, поради тоа што се иселуваат цели семејства. Тоа се случува и кон нас. Екзодус на младите, екзодус на работоспособното население. Да им стане јасно, да видат барем некои од политиките, не мора да гледат Швајцарија, Шведска и Германија. Нека гледаат во регионот каде што сите плати се покачени, станавме земја со највисока инфлација која што ги издаде платите. Станавме земја со најниска стапка на расна економија, станавме земја со најниска плата. Првомајскиот протест со кој ССМ и синдикатите што учествуваат бараат минимална плата 500 евра, сите останати плати да бидат зголемени за 100 евра и да се почитуваат колективните договори за платите, почна од Работничкиот дом, продолжи пред Собранието и Стопанската комора и заврши пред владата. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде господинот
Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме.
но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.